Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Гром е нова партија на македонската политичка сцена која се формираше по локалните избори годинава. Има за цел да биде парламентарна партија и учесник во власта, веќе ја постави инфраструктурата во поголем дел од општините во Македонија. Ставовите на лидерот Стефче Јакимовски и партиската врхушка го прават Гром поинаков од биполарната политичка сцена во Македонија, од која партијата има намера да отскокнува уште од самото нејзино формирање. Кога беше последен пат овде, се уште не беа удрени темелите на партиската структура. Стефче Јакимовски, лидер на Гром, повторно гостим во Версус на Канал 8. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре најдовме. Господин Јакимовски, што се промени од вашето последно гостување овде пред половина година? Реков, темелите на партијата се удрени, а вие сте во засилена политичка активност. Така. Откако бев минатиот пат, прво се случи основачкото собрание на 29 септември, односно 28 септември. Од тогаш па навака веќе имаме 22 општински организации конституирано. До крајов на овој месец, кој што станува само уште неколку денови, ќе имаме отприлика 25. Очекуваме во декември месец уште некаде 15 да формира, значи заокружуваме за оваа година 40 на општински организации кои што ќе имаат конституирано веќе и организација на млади, организација на жени и обврска да се создадат и местните одбори. Веќе како ги завршуваме собранијата, така се работи и на правење на најбитната инфраструктура, тоа се местните одбори. За мене местните одбори се како крвотокот на, односно капиларите на телото. Ако некој капилар не функционира, тоа значи дека тој дел од телото не функционира и за нас секој член е битен, особено мрежата е битна, мрежата преку местните организации кои што сега исто така е конституирана. Може да ни кажете со колка во членство располагате во моментот? До сега Гром има 17.500 членови, така имавме и зацртано да имаме некаде околу 20.000 членови до нова година и до изборите да Гром има некаде околу 30.000 членови. Сметаме дека тоа е сосема доволно членство за да можеме успешно да настапиме на овие парламентарни избори, имајќи во предвид дека формирани сме на 28 септември. Тоа е сепак мал временски период, меѓутоа резултатите се одлични. И јас искрен да бидам изненаден сум и повеќе од очекувањата што ги имав, имајќи во предвид дека имам искуство партиско околу правење на инфраструктура. Јас сум максимално задоволен од одзивот на граѓаните, од бројот на членовите што ги имаме. Секојдневно растеме, просечно неделно растеме за некои 700 членови, што е извонредно. Гром побара предвремени парламентарни избори, ќе ги имали? Јас очекувам дека ќе има логика да има предвремени парламентарни избори. Прво, ние оваа година, 2013 имавме избори, 4 месеци имавме техничка влада и 4 месеци имаме технички локални самоуправи. Тоа значи, нити можете да распишете тендер за да нешто градите, нити можете да оформите некоја парцела, нити можете да издадете градежна дозвола, нити да продадете земјиште. Владата не може да носи закони, подзаконски мерки, уредби, решенија. Значи, едноставно не функционира државата. Тоа негативно се рефлектира врз стопанството. Изборите ги распишевме на 11 јануари, 24 април антикорупцијската комисија каже дека изборите се веќе завршени. Тоа значи 4 месеца. Наредната година повторно 4 месеци, 2015 парламентарни избори повторно 4 месеци, тоа значи на 36 месеци ние имаме 12 месеци техничка, централна и локална власт и тоа крајно штетно делува за економијата и за целиот општествено економски живот. Од друга страна, сметаме дека евроинтеграциите се блокирани, стандардот на граѓаните и економската состојба во државата не е на ниво на кое што граѓаните очекува. И третата битна работа, имаме застој во политичкиот диалог. Сметаме дека тоа мора да има разрешница на наредни парламентарни избори. По мене, сепак скапо задоволство се изборите и нема логика секоја година да имаме избори. И уште една работа ќе кажам. Има ли логика Соединените американски држави мандатот на председателот е 4 години, во Македонија мандатот е 5 години, иако тој и таму е председателски систем, се извинувам. Ако веќе не одиме на избори предвремени во април месец, во тој случај председателот треба да одлучиме да го бираме во парламентот или пак
да неговиот мандат да биде 4 години. Ја поддржувате таа иницијатива во собранието? Ја поддржувам таа. Или да го врземе со некој од изборите, или треба да се бира во парламент. Во секој случај, или да има предвремени парламентарни избори на пролет, или тогаш да го бираме претседателот во парламент. Аналитичарите сметаат дека нема реална оправданост на вашите наводи дека без парламентарни избори ќе нема цензус за претседателските избори. Аналитичарите зависи кого прашувате и колку паметат. Вие добро се сеќавате дека при изборот на Бранко Црвенковски имаше сериозен проблем со цензусот, затоа што ВМРО да помена бойкотираше. Објективно таа работа може и сега да ни се случи и да имаме проблеми при изборот на претседателот. И каков ќе биде кредибилитетот на претседателот кога на ивица на цензус имаме, што значи дека ние можеме да ја доведеме државата во уставна криза. Затоа сите оние што тврдат спротивно сакам да ги вратам назад 2004 година кога се бираше Бранко Црвенковски, каква беше состојбата околу бојкотот на ВБР да помане во вториот круг. Степчо Јакимовски нема амбиции да биде претседател на Република Македонија. Не. Сметам учествувате на претседателските избори, но се уште не го обзнанувате името на кандидат. Па ни една партија го нема обзнанено. Освен достоинство. Има ли логика ние да го обзнануваме ако останете партии и тоа водечката владеачка, главната опозициона партија, ние рековме дека некаде околу 15 јануар ќе го обзнаниме името на нашиот кандидат за претседател на Република Македонија. Зошто немате мотиви за оваа функција? Па сега мислам дека имавме жестока битка оваа година во Карпош, го добивме Карпош и практично целата одлука да одам нови избори беше да граѓаните на Карпош имаат избор и да изберат онаков градоначелник како што тие сакат и мислам дека нема да биде фер према граѓаните на општина Карпош да евентуално ја напуштам таа функција. Ќе останете лојален на таа градоначалничка фотелја затоа што во една изјава на основачко собрание во Битола чинам рековте дека сте вие премиер на Карпош. Па да, јас ја имам извршната власт во Карпош. Карпош е престижна општина, голема општина, афирмирана општина, како што гледате афирмирани сме не само во земјата, туку и надвор. И јас, реално, тоа е и така, јас имам веќе власт. Тоа е локалната власт во Карпош, која што сум задоволен, која ја почитувам и таа локална власт мене ми даде можност да се афирмирам и ја навистина од срце и од душа ја почитувам и својата општина и функцијата која што ја бавам таму. И со задоволство ја бавам. Ако во основата на дефиницијата на поимот политички партии стои дека се тоа интересни групи кои се борат за власт, зошто тогаш Гром уште на почетокот најави дека не е желна за власт? Ние не сме рекле дека не сме желни за власт. Ние рековме дека сосема спротивното. Има ли логика да се формира политичка партија, а да не сака да биде власт? Да, но примарниот мотив не беше желбата за власт. Така е. Значи, ние кажуваме јасно и гласно дека ние се бориме за власт. Втората работа дека бараме избори и сакаме да одиме на избори. Има ли логика да се формираме како политичка партија, а да не сакаме да одиме на избори, да бегаме од избори? Камо среќа да има побрзо избори и она што сметаме дека се појавуваме како политичка партија затоа што сметаме дека има што да кажеме на политичката сцена, има што да дадеме за потребите на граѓаните на Република Македонија. Сметаме дека сме во состојба некои работи да ги подзапреме, некои да ги подизмениме, некои да наметнеме и своји ставови по одредени клучни прашања, затоа што ите како има потреба од освежување во владината коалиција. Верите дека е несфатливо соседна земја да биде кум на својот сосед, тоа е една од главните програмски определби. Остро се спротивставите на новиот предлог на Грција за името на Македонија, останувате на категоричниот став да се задржи двојната формула ако се уште тоа можно. Дали тоа не е по политички популизам или навистина е тоа една од... А зашто би требало да биде политички популизам? Која е алтернативата на тоа решение? Во овој решение? момент кога е на повидок крај на спорот за името. Мислам дека си гајме илузии. Грција се наоѓа во една страшна економска криза во која што националистичките струи јакнат секојдневно. Ние дочекуваме дека се надзира крај на спорот со името. Зошто би требало да биде популизам? Прашувам отворено. На кој референдум ние го добивме името? На референдум ли сме го добиле? Има ли логика на референдум да го потврдуваме или да го даваме името? Следната работа, ние како држава
Направивме 3 големи отстапки. Првата отстапка беше, сите сме заборавиле, дека го сменивме уставот и се откажавме од нашата грижа за нашето национално малцинство во соседството. Втората работа беше го сменивме знамето. Сеќате, ова знаме го добивме на конкурс. Ова знаме не ни е од праисторија, ова знаме ни е од Грчев. И третата работа прифативме да го имаме најсмешното име на свет. Поранешно Југословенска република Македонија. Има ли такво смешно име некаде? Тоа се познато дали е време за градење на вакви тврди позиции по однос на спорт? Воопшто не е тврда позицијата. Позицијата е напротив флексибилна, со Грција да се договориме во меѓусебната комуникација како ќе се викаме, а се останато Република Македонија, затоа што 137 земји не признаа подуставно име, вклучувајќи и Америка и Русија. Како тоа нас не најдоа овој измислен спор да ни го создаваат, како тоа не смисли на некоја друга земја од поранешна Југославија да има поранешно да се вика Југословенска република. Се уште е во игра двојната формула за името. Според мене тоа е највистинското решение за проблемот со името и мислам дека напротив ние треба да останеме цврсто на својот став и дека целата енергија треба да насочиме кон дипломатијата, кон европската дипломатија, затоа што не постои земја во свет на која што соседот е кум на незиното име, а тоа само нам ни се случува овде не само на Балканот, туку во светот. Господин Акимовски, точно ли дека општина Карпош во моментов е задолжена со 15 милиони евра, а фирмите наводно не сакале да чуат за тендерите што ги распишува? Значи, апсолутно таа бројка не е точна. Секоја обрска, секој жив организам си има свои побарувања и свои обрски, како и секое предпријатие. Точно е дека приходите оваа година се драстично намалени во однос на претходната. Меѓутоа, како се прибираат средства, така и се измируваат обврските и одиме во нови решавање на проблемите на граѓаните. Во моментов се реконструираат 2 градинки, во моментов се работат фасади на 2 улици, веќе градиме некои канализации, сите останати активности. Таму ги потрошивте 3 милиони евра што наводно беа резервирани за градење на нова општинска зграда. Не. Новата општинска зграда, ако не сте знаеле, е изградена до кров. Карабината е завршена. Таа е 4.500 квадрата. Таа е голем објект. 1.300.000 евра е, значи, незината досегашна изградба и уште толку пари не треба да ја направиме. Нормално, ако се приходите на општина Карпош во однос од планираното се на 18%. Значи, ако вие имате 30.000 денари плата, а сте имале плата, и сега примате некои 9.000 денари, нормално дека имате тешкотија во измирувањето на обврските. Економската криза се почувствува оваа година драстично, особено од ноември минатата година, но како викаат црногорците, на муци се познaju јунаци. Јас сум длабоко убеден дека ние ќе си ги разрешиме проблемите и во исто време и ќе продолжиме со активностите. Значи не запреле активностите во делот на спортот, во делот на културата, во делот на поддршката на учениците, на студентите, на сиромашните луѓе и така напред. Одиме напред. Колку за информација на јавноста, ова беа прашање што ви ги постави СДСМ и тоа на седница на Совет. Од друга страна, вие сметате дека СДСМ воопшто не знае кој ги води во моментов? Вака, СДСМ многу чудно се однесуваат, односно се однесуваат потполно исто како што се однесуваше ВМРО ДПМН додека беше опозиција во Карпош. Така да, за мене ништо ново. Како беше од на запад ништо ново, во Карпош ништо ново. Значи, сега си има друга опозиција во Карпош. Јас сум длабоко убеден дека и таа ќе помине исто како што помина ВМРО ДПМН. Јас некогаш и не можам да се изначудам на сите работи што ги зборуваат, имајќи во предвид дека тие до 16 февруари мене ме славеа. Бев главен адут за градоначелник на Скопје и така натаму. Сега наеднаш им се сменија мислењата. Тоа јасно кажува таа политичка партија како се однесува кога е власт, а беа власт во Карпош, и како се однесуваат кога се опозиција. Јас не велам дека СДСМ не знаат кој го води, тоа се факти. На една страна е пратеничката група, на друга страна е председател Заев, на трета страна е групата околу Бранко Црвенковски и јавна тајна е дека внатре во Социјалдемократскиот сојуз буквално врие и дека има огромни внатрешни несогласувања и тоа е главната причина зашто таа партија е во една стагнантна состојба.
Таа политичка партија постојано упатува политички провокации кон вас и никако не престанува да се лее, да речем, таа зла крв откако вие решивте да ја напуштите партијата и да се кандидирате за председател на Карпош во локалните избори кои оваа партија ги бойкотираше по прв момент. Како може да се толкуваат овие ваши потези? Значи дека му намигнувате на ВМРО ДПМНЕ при евентуална победа на парламентарните избори, односно во ваш случај освојување на некое пратеничко место. Кои потези мислите како може да се толкуваат? Кои се тоа потези со кои што ние на ВМРО ДПМНЕ му намигнуваме? Потезите на СДСМ. Потезите, видите вака... И вашиот непроменет став кон СДСМ како дел од опозицијскиот блок. Главна тактика во политиката е да собира сојузници. Ако сакаш победа, мораш да има сојузници. А СДСМ настојува да има што е можно повеќе противници. Ме направија мене противник, си го направија Стојанче Ангелов, ја направија Либерална партија, го направија Драгише Милетич, ги направија Титови леви сили, и ја не знам како тие уопште се надеваат на избори. Тие се сега во една многу чудна, тешка состојба. Ако одат на избори во април месец, тоа значи дека 100% ги губат. Ако пак, како што се обидуваат да блокираат, ако не одат на избори, до веќе наредната 2015 година Гром ќе биде толку силен да практично ќе си го добијат истиот резултат како што сега треба да го добијат, и многу посилно ќе настапи Гром отколку нормално, бидејќи од крајот на септември кога ќе се формирате до април имате малку време за работа, до тогаш партијата ќе биде многу силна. За мене зачудува фактот што Социјалдемократскиот сојуз никогаш не се праша како тоа мили и драги ми е тој што ги бутна од власт. Тој што го донесе Никола Груевски на власт, тој е сега со нив. За нив и беше побитно да го има Жерновски во своето друштво, а воопшто не беше битен Стевче Екимовски. И на крајот на криштата немам намера премногу да ги анализирам Социјалдемократскиот сојуз. Јас гледам да ние позиционираме партијата така како што треба. Многу ми е драго што многу млади луѓе ни се приклучуваат, многу луѓе што досега не се бавеле со политика. Можевте сами да видите од квалитетот на луѓето што ги имаме и во извршниот и во централниот одбор, дека ова е партија која што ќе има влијание во македонската политика, и мене ми е најбитно да нашата политичка партија биде парламентарна и да учествуваме во работењето на владата после наредните избори. А што тоа мисли Социјалдемократскиот сојуз? Јас сите мои размислувања околу Социјалдемократскиот сојуз завршија со завршувањето на локалните избори, кога им понудив коалиција во општина Карпуш, и кога одбија таа коалиција. За мене веќе по прашањето на Социјалдемократскиот сојуз нема повеќе што да се замарам. Мене ме интересира со каков резултат од евентуалните предварени парламентарни избори би бил задоволен Гром. На колку пратенички места целите? Вака, се што ќе земе, ако земеме, ќе имаме над 5 пратеника, за нас ќе биде успех, под 5 пратеника тоа ќе биде неуспех. Тоа ќе биде и можност да го оценувате победникот на парламентарните избори. Јас не сум познат како човек кој што оценува, јас сум познат како човек што соработува. Искрено за другарството и пријателството повеќе давам отколку што земам, така да секој оној кој што соработува што ќе соработува со Гром и со мене како нејзин председател, повеќе ќе добие отколку што ќе земе. А што ќе бара Гром за возврат? Учествува во владата, во зависност од колку пратеници ќе имаме. Нас не ни е битно, нема зашто да оценуваме, нам ни е битно да можеме да добиеме ресори во кои што ќе можат нашите кадри да си дадат свој принос во развојот на државата. Поштено да зборувам, има работи кои што треба малку да се подзакочат и која влада, има работи кои што треба да се подизменат, и мислам дека е потребно и една свежа крв токму со нови идеи во решавањето на проблемите на граѓаните. Кој според вас ќе биде тригерот за предварени парламентарни избори во Македонија? Кризата во коалицијата ВМРО ДПМНЕ ДУИ или можеби разрешницата, епилогот со спорот за името? Притисокот од меѓународната заедница. Јас мислам дека во моментов клучот е кај ДУИ. Ако ДУИ се согласи да се оди на предвремени парламентарни избори, тогаш ќе ги има предвремените парламентарни избори, и као што гледате главната опозициона партија за сега таа спасоносна сламка да не се оди на избори и е токму ДУИ. Јас сум длабоко убеден дека брзо до разрешница со името нема да дојде, и не знам зашто такви илузии сегаат. Господин Акимовски, сведоци сме дека откако беше формирана партијата има масовен одлив на членство од другата партија, од други партии во вашата
Во случајов најдрастичен пример за тоа е Либерално-демократската партија, така е во Кочани и во повеќе општини низ Македонија. Не само во Кочани, тоа е слично и во Чешиново Блешево, тоа е слично и во Велес, во Градско. Во Карпош, верувајте, на овие парламентарни избори Либерално-демократската партија немаше ни еден член кој што може да го стави на листата на коалицијата со Социјалдемократскиот сојуз, така е во Крива Паланка, во Кичево, и во многу други места. Тоа само кажува тие мои пријатели од ЛДП колку мене ме почитувале како човек и тоа навистина ме радува кога знам дека сите оние кои што долго време сум соработувал ја почитуваат и мојата партиска активност, но во исто време почитуваат и мене како човек и тоа е клучното прашање зошто тие доаѓаат во граѓанската опција за Македонија. Вие сте центристичка партија, не отстапивте од идеолошката платформа, а таква е уште една новоформирана партија, Алијансата за позитивна Македонија, која не ја исклучи можноста за коалицирање со вас, дотолку повеќе што председателот на партијата Лјупчо Зиков, кој беше гостин во претходната емисија, рече дека таа коалиција е сосема природна. Па добро, тоа се две партии на центарот, во зависност како ќе се развива таа партија и ќе одлучуваме дали ќе одиме во коалиција или нема да одиме коалиција. Јас во суштина сум поборник да одиме сами на избори, меѓутоа ако се создадат услови да се коалицира, може и да се коалицира и затоа реков, добро е кога во политиката создавате пријатели, а не непријатели. Јас не гледам зошто Алијансата за позитивна Македонија би била наш непријател, напротив би сакале не само Алијансата, туку и многу други да бидат наши пријатели. Но отворени сте за коалицирање и со идеолошки разнородни партии. Да, зашто да не, сигурно ќе одиме во коалиција со Српската напредна странка од разбирливи причини. Битно е по клучните прашања да имаме партии кои што ќе одиме во коалицијата. Ако има некоја партија од народностите ќе ни биде посебно драго, односно од етничките заедници. Можно ли е широка опозициона коалиција, широк опозицијски фронт кој што задоцни се формираше пост-хок, односно по изгубените предварени парламентарни избори во 2011 година? Овде пред се мислам на партиите кои што се отцепија од Сојузот за еднината како достоинство, например. Кои што припаѓаат на десницата или партијата на не знам, се е можно, меѓутоа јас многу сакам да верувам на анкети. Ќе видиме пред изборите како стоиме на анкетите и во согласност какви резултати ќе дадат анкетите, така ќе ги носиме и одлуките. Јас не сум човек кој се бави со политика, а работите ги одмерува од око, туку сепак верувам на анкетите на јавното мнение и тие си кажуваат многу. Сте биле дел од анкетите, не од оние на рачаните, како стоите со рейтингот? Па тамо јас сум на трето место, значи дури и пред Али Ахмети. Премиерот Груевски на прво место, втори е председателот на СДСМ, разбирливо ради високото членство, на трето место сум јас. Партијата е негде со 5,7%, значи не се извинувам, 6,7%, тоа значи дека скоро 7% има гром во Република Македонија, партија која што е формирана само 1,5 месец, мислам дека тоа се засега изводени резултати и морам да кажам дека сум позитивно изненаден од приемот на граѓаните, на поддршката на граѓанската иницијатива. Секаде каде што одиме можете да видите и што велат баба лаже, трап не лаже, можете да видите секаде салите се полни. Неодамно имавме, например, во Карпош имавме скоро 2000 луѓе. Не можеше Александар Палац да ги прими сите тие луѓе и јас гарантирам дека е практично невозможно ван изборна кампања вие од една општина да соберете 2000 луѓе за собрание, за општинско собрание. Тоа јасно кажува дека Гром има многу приврзаници и она што посебно ме радува што имаме многу луѓе кои што ни се приклучија и кои што работат на терен, работат со граѓани на прибирање на ново членство, на анкетирање на граѓани кои сакаат активно да се вклучат, кои сакаат да бидат дел од органите. Значи едно е вие да имате членови, ама да имате пасивни членови, многу е битно да колку тие членови сакаат активно да учествуваат. Еве на пример денеска бевме во посета на една скопска општина во Драчево, имавме трибина, отварање на канцеларија, посета на едно соседно село, тоа беше Количени, па формирање на женската организација, коктел приреден од страна на женската организација, претходно спроведена акција за собирање на алишта и
поделени 1500 покани за средба со тие граѓани и така натаму, се тоа кажува дека има активисти кои што сакаат да работат за Гром. Сакате да ги мобилизирате и младите кои најчесто преку политичките партии гледаат шансата за вработување и просперитет. Па не би рекол, младите треба најмногу да бидат загрижени каде оди Република Македонија. Младите најмногу треба да бидат загрижени ако единствена перспектива се отвара само во администрацијата. Гром е партија која што смета дека перспективата на граѓаните, на младите луѓе треба да биде приватниот сектор. Тој дава неограничени можности, а администрацијата има ограничени можности. Колку луѓе може да се вработат во администрацијата? И Гром е партија која што смета дека драстично треба се зголеми поддршката на малите, на средните предпријатија, поддршка на стопанството, на предприемаштвото, за да таму се отвараат перспективите за младите луѓе. Кој млад човек треба да Но не им велите на младите не очекувате вработување во администрација ако се зачинете кај нас? Не викаме дека не очекувате вработување, значи има луѓе што точно имаат проблеми со вработување. Други сакаат политички да бидат реализирани. Трети се загрижени за судбината на државата. Значи не влегува секој во политика од лични интереси. Јас искрено ниту јас не сум влегол од лични интереси. Јас бев директор на предпријатие кој имаше 92 вработени и така натаму, така да не сум влезан од лични интереси во политиката. Што велат младите? Дават ли своји идеи, предлози, сугестии? Како не, јас на 20 декември ќе се формира младинската организација на Гром, веројатно тоа ќе биде во универзалната сала. Не е така лесно и едноставно да една нова млада партија да собере толку млад свет на едно место. Нашиот координатор Бојан Велевски, тој е наш познат актер, тој веќе работи на терен, ги координира младите и се подготвуваме исто за тој голем настан. Она што тие го велат е барат иднина, барат перспектива, барат да зависат од својот труд, бараат држава во која што граѓаните ќе работат, во која што младите ќе работат, а не владата само да се фали дека работи, тие сметаат дека тие се тие што треба да работат и да предонесуваат за оваа држава. Која е основата, господин Акимовски, на политичката програма, на понудата на Гром во моментов? Прво, таа е мултиетничка партија. Смета дека мултикултурализмот и мултиконфесионалноста на Македонија е предност, а не хендикеп. Второ, Гром е партија која што смета дека повеќе пари треба да има за предпријатијата и за граѓаните, а помалку за владата, зашто владата лесно заработува, но уште полесно троши. Трето, Гром смета дека треба да се престане со нестопанските инвестиции, треба да се вложува во инфраструктура, во енергетски објекти, во областа на образованието, на културата, на здравството. Следна работа, Гром смета дека земјоделците треба да ги ослободиме од плаќање на данок на доход. Гром смета дека водениот надомес треба да не се плаќа кај земјоделците. Гром смета дека во делот на телекомуникациите мора да се воведе поголема конкуренција, да падне цената на фиксната, на мобилната телефонија, на интернетот. Гром смета дека интернет услугите, интернет трговијата треба да се развива. Гром смета дека нашето образование е премногу теоретско и дека има слаба употребна вредност, дека во тој дел треба драстично намалување на теоретските делови во образованието, дека мора да има специализирани училишта, средни училишта кои ќе произведуваат готови кадри за стопанството. Гром смета дека неоправдано се запоставува предучилишното образование, основното и средното за сметка на високото образование и дека тука клучот е на создавање услови за поголемо практично образование на нашите ученици. Следната за нас битна работа како партија е поддршката што треба да им се дава на микро, малите и средните предпријатија, зашто сметаме дека со нивната поддршка ќе може да се има проширена продукција, да се отвараат нови работни места. Тие се предпријатијата кои што треба да освајат нови пазари. Гром смета дека треба да се намали буџетската потрошувачка за да може да се релаксира стопанството и за да може така релаксирано стопанство да го издржи над преварот на светскиот пазар. Сами ги споменавте микро и средните предпријатија. Базичен концепт во новата програма на СДСМ е враќање на средната класа. Колку мислите дека тоа е остварливо или само популистички трик и колку тоа е во дел од вашите заложби? Тие СДСМ денеска ја враќа следната класа, а утредента купуваат поршиња од 150.000 евра. Ајде да ги подсетиме граѓаните која е таа средна класа. Средна класа некогаш беше која што сонуваше за двособен општествен стан, да има 101 како кола и да летува во дојран.
Јас мислам дека граѓаните на Република Македонија бараат и заслужуваат многу повеќе. Дека тоа не е тоа. Второ, самиот понуда враќање, тоа значи да се враќаме назад. Сметам дека граѓаните и младите луѓе во Македонија барат поголеми перспективи, поголеми визии од таа многу мала понуда што ја дава Социјалдемократскиот сојуз. Може ли со ваков слоган кој претендира на сеобединување да се воопшто руши власт и колку со популистички мерки може тоа да се направи опасно јавањето на бранот на популизмот? Дали вие ќе се служите со такви да не прашам дрско или можеби честно и одговорно ќе настапите пред граѓаните? Прво, ако идеме со популизам, одиме на едно поле кое што апсолутно го владее ВМРО ДПМН и секој што се обидува да иде со популистички мерки како што тоа го прави ВМРО ДПМН, мислам дека ќе направи голема грешка. Политиката на Гром е реална политика, таа треба се базира на реална основа, реални концепти и на остварливи ветувања кои што може да дадат на резултати на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, јас и како раководител кој што сум работел, раководител фирма, сум ја водел најголемата штедилница во Македонија и сега како градоначелник, ветувањата што се дадени апсолутно се исполнувани пред граѓаните и пред вработените и секаде каде што јас сум одлучувал, јас сум командувал, секогаш резултатите биле евидентни и тие биле надпросечни. Што значи дека ако граѓаните ни дадат доверба таква како што треба, јас се гарантирам дека надпросечни услови ќе има, резултати ќе се постигнат во Република Македонија. Особено што сакам да кажам што е битно за Источна Македонија и преска што заборав да кажам, Гром е единствена партија која јасно и гласно кажува ние сме за дескопјанизација на Република Македонија. Да. Ние сме за рамномерен економски развој. Јас бев потенцијален кандидат и за градоначелник на Скопје, но одговорно тврдам дека со ова не се сложувам. Не се сложувам тешки милиони евро да се стурат само во Скопје, а останатиот дел на Македонија да биде под просекот на развој, зашто ние сметаме дека има живот во сите делови на Македонија, а особено сметам дека во најтешка состојба во цела Република Македонија и источниот дел на Македонија. Прашањето за дескопјавизација го оставив за крај, затоа ќе се навратам на претходното. Токму со популистички методи на владење, ВМРО ДПМН обстојува на власт од 2006 година па нааму. Не може ли да се врати со контраудар? Видете вака, затоа и ние се појавуваме на политичката сцена, за да дадеме нова верба во политиката на граѓаните. Една иста понуда не може да ви опалува кој знае колку пати и мислам дека ова е време да се запраша и ВМРО ДПМН дали со исти трикови ќе добива повторно избори. Во исто време се запраша и Социјалдемократскиот сојуз. Не може да спие нувото дека граѓаните конечно ќе се уморат од гласање, гласајќи го ВМРО ДПМН и нив ќе им ја даде еднаш довербата. Со појавата на Гром токму сметам дека треба да се појават нови понуди, да се овозможи нов избор на граѓаните, да се овозможи можете граѓаните да прочитаат таа честна политичка понуда. А зашто не би можеле? Што се граѓаните на Карпош попаметни во однос на сите други граѓани во Република Македонија? Нема зашто да не може. Впрочем, затоа се и во 21 век и медиумите треба да се излеземе пред медиумите, да си кажеме по одредени области како мислиме да ја уредиме ние оваа наша држава и секако граѓаните да ќе се донесат правилен суд. Ги имате ли партизираните медиуми на своја страна, затоа што дел се на ВМРО ДПМН, дел се на СДСМ? Ви обрнуваат ли доволно внимание да ве застапат подеднакво? За жал, полека на сигурно ние влегуваме во еден биполарен и информативен свет во Македонија. Отприлика има ВМРО-вско информирање и СДСМ-овско. ВМРО-вското информирање далеку посилно во однос на СДСМ-овското. Сметам дека тоа не е добро за Република Македонија, зашто за сите нас како граѓани најбитна е вистината. И колку што сме ние како политичари одговорни каква е состојбата во Македонија, толку се одговорни и представниците на медиумите, дали ја застапуваат вистината или пак настојуваат некогаш нечии грешки да ги покријат, нечии погрешни ставови да ги маргинализираат или пак некои позитивни работи од други политички партии да ги евентуално неутрализираат,
Сметам дека со тоа се прави една голема неправда и еден голем злочин према граѓаните на Република Македонија. Тешко е, но во секој случај јас морам да кажам дека сепак мора да имаме предвид дека ние не сме парламентарна партија како Гром, се уште немаме пратеници, се појавуваме на политичката сцена, колку ќе не има во медиумите, јас ќе бидам благодарен на сите тие медиуми. Сметам дека не правиме ништо лошо, туку напротив добро, да ја зголемиме политичката понуда во Македонија и засека сум од просторот што ни го одвојуваат, сме задоволни, а се друго треба да зависи од нас лично, колку тоа ќе направиме мрежа, колку луѓе ќе привлечеме, колку ќе бидеме активни, колку позитивни кампањи ќе водиме и колку добри предлози ќе даваме пред граѓаните на Република Македонија. За крај, општинската организација во Кочани, колку сте задоволни од таа структура? Добро, не е лесно, особено во источниот дел на Македонија да се работи. Граѓаните се во една тешка материјална состојба. Представниците на власта максимално ги користат полугите на власта за мобилизирање на членство и симпатизери и нормално граѓаните по еден природен пат своја извор на екзистенција и шанса гледаат токму во владеачката партија. Меѓутоа, како велат, и пат од 1000 мили започнува со првиот чекор. Ние веќе тој чекор сме го направиле. Драго ми е што во Кочани имаме добра структура. Отприлика имаме над 200 членови веќе како политичка партија и очекувам дека бројот на членовите ќе се зголемува и дека на парламентарните избори ќе земеме солиден квантум на гласови кој што ќе ни овозможи да и во изборна единица број 3 имаме пратеник, нормално не само од Кочани, туку од сите делови на изборната единица број 3. Благодарам за отвореноста секогаш да поразговараме и за ова гостување во Версус на Канал 8. Јас ви благодарам на просторот кој што ни го издвојувате како политичка партија и ви стоиме на располагање за сите крупни прашања кои што се за вас интересни да дојдеме да разговараме. Благодарам уште еднаш, благодарам и за гледачите. Пријатно. Версус со Горан Лалов.